Видете, јас би му честитал новата 2026 година да биде економски просперитетна, стабилна економски година на Македонија со помала инфлација, подобар животен стандард, задоволни граѓани и секако да имаме навистина поголеми капитални инвестиции, поголем број на вработување. Едноставно сите заедно да направиме решенија со што ќе ги задржиме луѓето од државата, меѓутоа ќе направиме и да дел од луѓето кои се иселиле од оваа држава да ги вратиме во сопствената држава. Господин Димитров? А јас би бил уште по-директен. Мислам дека идната година Македонија има историска шанса за да направи суштински реформи, за да го подобри животниот стандард, затоа што имаме стабилна влада со политичко големо мнозинство, немаме избори и владата точно досега има утврдено приоритетите на действување, само и треба малку храброст, ние би требало сите да ја поддржиме, да ги направи тие реформи долгоочекувани кои досега ниедна влада не ги направила. Почнувајќи од образованието, реформа во државната администрација, структурни реформи на стопанството, зголемување на извозот и дури тогаш ќе зборуваме за подобар стандард. Како работодавачи на работниците, како ќе им честитате новата година? Еве, економско-социјален совет имам. А јас би ја честитал новата година на сите работници во Македонија. Факт е дека ниту работодавачи можат без работници, ниту работници без работодавачи. Ние заедно ја судбината делиме и се бориме на пазарот да обстанеме и да донесеме подобар стандард на нашите фамилии. Господин Раповски? Среќни новогодишни и божични празници, ќе продолжиме да се бориме како што се боревме и досега. На улица со протести? Ги повикувате на протести од Па ние секогаш кога има потреба издигуваме на протести. Секогаш кога некое наше право е загрозено, кога некој закон прекршен, колективен договор прекршен, секогаш сме на улица. Господин Трендафилов? 2026 година ќе биде година на борба за работнички права и за зголемување на платите. Морам да посакам повеќе храброст и повеќе солидарност од работниците и да побарам нивната поддршка во тоа што треба да го правиме заедно за да ги зголемиме работничките плати. Не знам колку ќе биде среќна 2026 година ако останеме со платите на дното во регионот и во Европа и затоа мораме да напорно работиме сите заедно, но ако ја почнеме годината онака како што ја завршуваме од седмицата на економско-социјалниот совет преку вашата дебата и доколку до 31.12 не се договорат работодавачите и владата за зголемување на платите на работниците, тогаш 2026 година ќе биде борбена година.